Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот И можеш, односно во второто видео на иста тема. Нешто ми фали во животот, нешто недостига, нешто влијае да не се чувствувам среќен, задоволен, да не чувствувам дека имам се што ми е потребно, свесни за тоа дека практично ние ништо немаме, односно не поседуваме што доаѓа надворешно. На крајот од претходното видео ги набројав сегментите за кои што ќе зборуваме, ги дајаве и овде да се подсетиме, значи мирот и здравието пред се, љубовта како внатрешна емоција поврзано со се што не обкружува и сите околу нас, потоа е домот и семејството, пријателите и роднините, односно меѓусебните односи со другите луѓе околу, едукацијата, професијата, кариерата, колку се чувствуваме ние успешни и забавата, рекреацијата или ако имаме некакво хоби кое ни причинува радост и задоволство. Одиме со ред. Најпрвен ќе зборуваме за љубовта. Кога зборувам за љубовта, мислам на љубовта како една голема приказна, како една движечка сила, едно базично чувство кое не мора да е врзано со партнер, значи не се однесува само на партнерска љубов, туку се однесува на се она за што можеме да чувствуваме љубов и да дадеме љубов. Зошто е ова битно? Затоа што многу често, фокусирајќи се на таа љубов која што чувствуваме кон партнерот и доколку во одреден период од животот немаме партнер или партнерските односи ни се во некаков кризен период или се чувствуваме дека не ни е возвратена љубовта од партнерот или партнерката се едно, тогаш ние се чувствуваме како да немаме љубов. Јас од моите ученици кои се многу млади сум слушнала многу често нема љубов или немам јас љубов во себе, што е се разбира моментално чувство и што е резултат на некаква повреда која што оди заедно со таа адолесценција и со тие први љубовни искуства и разочарувања. Меѓутоа, ако генерално имаме убедување дека љубов не постои и се чувствуваме како да немаме љубов, тогаш е многу битно да погледнеме длабоко во себе. Љубовта постои и постои во нас, независно дали имаме партнер или не. Таа не е врзана со нешто што е од надвор, доаѓа и живее во нас. Од нас зависи колку ќе освестиме дека ние сме суштества кои имаме чувства, дека тие чувства можеме и сакаме да ги споделиме со другите луѓе и не мора тоа да биде само партнерот. Љубов кон семејството, љубов кон она што го правиме, љубов кон пријателите, љубов кон природата и се што не обкружува. Љубов кон луѓето генерално и човештвото се разбира и кон сите живи битија. Ако така гледаме, ќе освестиме дека љубов има, дека љубовта е во нас и треба постојано да ја освестуваме, да ја оживуваме и да ја храниме. Ако имаме чувство дека ни фали или немаме љубов, можеби треба да гледаме од различни аспекти и да вклучиме во тоа што го подразбираме под љубов многу различни видови љубови, ако може така да кажем. А доколку имаме проблеми во љубовта со конкретни партнери, тогаш треба да работиме на тоа, да вложуваме на тоа, да се преслушаме убаво, да видиме што можеме ние да направиме, да побараме и таму стручна помош или помош од пријателите, од блиските, од оние на кои им веруваме, чисто за да ни дадат увид, нели, кога луѓето гледаат од страна. А ако се чувствуваме премногу заморени, премногу истоштени, премногу разочарани, незадоволни, тогаш се разбира дека треба да ставиме крај на таквата приказна и да продолжиме секој по својот пат со љубов и благодарност за искуството кое што сме го имале и за она што сме го научиле од тој партнер или партнерка. Кога сме повозрасни, многу ни е појасно дека ќе поминат повеќе различни партнери, ќе поминат повеќе различни љубови, повеќе љубовни приказни и од сите ќе научиме нешто. И дел од нив нема да траа долго, некои ќе ни бидат пријатни да се сеќаваме, некои помалку пријатни, меѓутоа тоа е животот. Следното за што сакам да зборувам семејството. Пред некое време прочитав една мисла која што вели семејството е таму каде што почнува животот и љубовта никогаш не завршува. И за мене тоа е вистинската реченица која го опишува семејството. Обкружување каде што почнува животот, каде што низ годините се случува, се менуваат односите, се менува семејната динамика, се менуваат улогите, поминуваме низ разни
konfliktni situaciji, nedorazbiranja. To je príčina za mnogo naših emocij, prispituvanja ponatamo vo život, od tamo ponesuvame mnogo uveruvanja, mnogo znanja, umenja. Некои апсолутно ќе ни служат и нема да ги менуваме, некои нема да ни служат, ќе работиме за да ги промениме, но како и да е, семејството, тоа е базата од која што ние излегуваме. И ми се случило да чујам и од повозрасни клиенти, луѓе со кои работам, да кажат: јас прекинав со семејството, јас со нив не разговарам, не сакам да имам никакви односи, не можевме да се разбереме, едноставно прекинав се, не сакам да ги видам, не сакам да ги чујам. Јас се обидувам да ја покажам другата страна на приказната, односно важноста на семејството. Меѓутоа, понекогаш луѓето едноставно се премногу уверени дека тоа е правилна одлука и нормално. Тоа е нивно, меѓутоа, мојот личен став е таков дека не може да раскинеме со семејството, не може да раскинеме со спомените, со сеќавањата, со она што е дело од нас и нашето семејство, тоа примарното. Колку и да имало во тоа конфликти, несогласување, проблеми, колку и да имаме болни моменти за паметење, колку и да сме се чувствувале повредени, сепак, кога сме возрасни луѓе, треба тоа да го разрешиме, да го надраснеме, да простиме, да го оставиме таму каде што е некаде во минатото, да се обидиме да разбереме и да најдеме место во срцето за членовите на нашето семејство. Дури и кога од известни причини не контактираме со нив, не се повеќе тука, престанале да комуницираат или ние сме престанале. Меѓутоа, љубовта, она што е заедничко, ако сакате биолошки, ако сакате енергетски, она што тесно не поврзува со семејството и домот, не можеме да го прекинеме. Тоа е дел од нас, тоа го носиме во нас и е дел од тоа што сме ние, од нашата целина. Можеме и сами да си создаваме семејни заедници со луѓе кои имаат во нашиот живот улога на пријатели, меѓутоа со текот на животот ни стануваат семејство. Јас имам такви некои семејни заедници кои многу ми значат, иако не ги гледам често тие луѓе, сепак ги чувствувам како дел од моето пошироко семејство и сум многу богата на тој начин. Домот е она место кое што е врзано со нас, врзано со нашето срце, во нашата меморија. Жените во Македонија, па и мажите, нели се почесто го напуштаат својот примарен дом, меѓутоа тој дом останува некаде во срцето. Имаме можност во животот да создадеме повеќе различни домови од различни причини, дали во различни места или со различни луѓе. Можеме на тоа да гледаме како на богатство, како на збир од искуства и на крајот сепак дом е таму каде што ние чувствуваме дека сме дома, каде ние се чувствуваме мирни, автентични, задоволни, опуштени, едноставно своји на своето. Семејството и домот се многу битен сегмент. Иако чувствуваме дека нешто ни фали и недостига, можеби чувствуваме дека проблемот е најчесто во другите, да не заборавиме во формирањето на нашиот дом, семејство и функционалноста на сето тоа и ние играме голема улога, да се обидеме, да ја прошириме нашата перцепција и да направиме се што можеме. Нашето семејство и домот, местото во кое живееме, да биде пофункционално и таму да се чувствуваме спокојно, удобно, задоволно. Се тоа што го кажав се однесува и на пријателите. Ќе имаме поширок круг на пријатели во различни периоди од животот. Тие ќе се менуваат, некои ќе заминат, од некои ќе заминеме, ќе се оддалечиме, интересите ќе ни се сменат. Јас лично имам неколку пријатели со кои сум во пријателски односи повеќе од 30 години и уште неколку со кои држувам пријателски односи повеќе од 20 години. И многу сум благодарна заради тоа. Многу сум благодарна затоа што се дел од мојот живот, затоа што дозволиле да бидам дел од нивниот живот и да го следам нивниот раст, нивниот развој, се она нешто поминуваат и да бидеме заедно едни покрај други и во убавите моменти и во оние помалку убавите. За мене пријателите се многу битни и мене пријателите ми се исто како семејство. Оние кои што ми се најблиски се разбира. Битно е да имаме пријатели во животот, битно е да остваруваме пријателски односи, меѓутоа и тие односи исто како семејните се многу сложени и треба да умееме малку пошироко да гледаме, да бидеме
потворени, повеќе да простуваме, помалку да очекуваме и секогаш да тргнуваме од љубов, свесни дека и пријателите се менуваат и ние се менуваме и некои пријателства имаат рок на траење, меѓутоа секогаш кога едни пријатели заминуваат се создава простор за нови пријатели. Тука доаѓа и нашата професионална ангажираност, односно учењето, работата, кариерата, ако сме кариеристи, успехот во сето тоа. Може да се чувствуваме незадоволни од сето тоа што го имаме, меѓутоа сепак да погледнеме и тука пошироко и да бидеме благодарни за можностите што сме ги имале, да учиме, можностите да имаме работа, која што можеби секогаш не прави среќни, задоволни, а понекогаш не фрустрира, да ги видиме нашите вистински можности, квалитети и вештини, да поработиме на нив доколку не сме од тоа задоволни, да се обидеме да направиме најдобро што можеме и да бидеме задоволни со тоа што го правиме во условите во кои сме и со капацитетите кои што ги имаме. Секогаш има начин да бидеме поуспешни, но и секогаш има начин да бидеме задоволни со успехот што сме го постигнале. Значи, свесни за тоа во какви услови сме, со кои капацитети, вештини располагаме и така натаму. И многу е битно да знаеме што представува за нас успех. Ние ги поставуваме критериумите за нашата едукација, за нашата работа, за професионалниот развој, меѓутоа она што е најбитно е да бидеме задоволни со тоа што сме го направиле. Да направиме еден преглед од каде сме тргнале, каде сме дошле, што се ни застанало на патот. И ако не се чувствуваме доволно успешни и задоволни, да работиме на тоа, да го подобриме. Дел од нашето секојдневни, дел од нашиот живот е одморот, забавата, играта, да не заборавиме да си играме, да пристапуваме со радост и на тоа што го работиме, и на нашите меѓусебни односи, да си дадеме време за одмор, време за себе, но и време за забава. И ако имаме некое хоби, некоја страст, ако сме заборавиле, да обрнеме внимание на тоа, затоа што тоа може да ни го збогати животот, да ни помогне да се чувствуваме позадоволни и посреќни. И во минатото видео кажав, не можеме во исто време да бидеме фокусирани на се ова, не можеме во исто време иста енергија да посветуваме на се. Меѓутоа, ако ни е фокусот на едно, да не ги заборавиме другите работи. Ако ни е во еден период фокусот на едно, во некој друг период, потоа да го ставиме фокусот на другото. И да процениме ние лично, сами, кои ни од овие работи ни се приоритети, општо во животот и во даден период. И да ја вложиме својата енергија таму, за да постигнеме таму успех и задоволство, од кој потоа ги црпиме енергија и за другите сегменти на животот. Меѓутоа, што од тоа ќе ни биде приоритет и во кој период од животот, тоа зависи само од нас. Да научиме да бидеме фокусирани на она што го имаме, на она што го правиме добро, на она што ни оди добро и оттаму да ја влечеме енергијата, за да можеме да се посветиме и на тие сегменти од кои можеби не сме задоволни, не сме доволно среќни, или за кои можеби само живееме во заблуда дека не е така, затоа што очекуваме премногу, се споредуваме со другите, го негираме тоа што го имаме или сме го заборавиле, ја мериме успешноста на нашите односи според општествените стандарди и стандардите на другите луѓе кои другите ги поставиле, иако нели ние како семејство, ние како пријатели, ние како партнери имаме можност да си одредиме наш начин, да определиме што нас ќе не прави среќни, што нас ќе ни го збогатува заедничкото време, што нас ќе не тера напред и ќе ни помага да растеме и да се развиваме заедно. Тоа не мора секогаш да се поклопува со општествените стандарди, но се разбира, не треба да причинува штета ником. Јас ќе ги повторам за крај уште еднаш сегментите: здравјето и внатрешниот мир, нашите емоции, балансот, односно пред се љубовта, која што е движечка сила, потоа семејството и домот, пријателите и работата, успехот, кариерата и на крај одморот, забавата, нашите хобија, времето за релаксација. Сите овие сегменти се битни. Вие додајте некој свој, видете што ви е во фокусот во овој период или можеби подолг период во животот,
Видете дали може би нешто кај себе може да промените, да го проширите бидејќи да се отворите повеќе, да ги намалите очекувањата, да бидете задоволни со тоа што го имате, да бидете благодарни, па макар и за еден пријател, ама пријател кој што е вистински пријател, за сите искуства од сите овие сегменти, за да може дури потоа, ако е потребно, да правите промени, да вложувате, да почнувате нови приказни, да ги завршите старите. Се тоа со љубов, со позитивна мисла и со благодарност. Благодарам за вниманието и во двете видеа. Ако сметате дека некому може да му помогнат, споделите ги, кликнете subscribe, односно притиснете го звончето, ставете лайк на видеата ако ви се допаѓаат, погледнете некои од старите видеа. Ви благодарам за поддршката, ви посакувам се најубаво и се гледаме наскоро. Имајте убав ден.